председателе, почитувана колешке, за пофалба, убаво прочитано, добро презентиран буџетот кој ни го представува Министерството за финансии, односно владата на Република Македонија. И во овие 4 години како учествуваме во донесувањето на буџет на Република Македонија, секоја година е исто. Буџетот добро спакован, како новогодишно колетче на новогодишни желби, како некој добар производ со одлична амбалажа, но што има внатре ги интересира граѓаните, односно поважна е реализацијата на буџетот, тоа го зборувам 4 години, отколку ваквото спикерско изнесување на буџетот во собранието. Дали во ваква добро спакована обланда може да има ништо или може да има расипан производ со поминат рок? Буџетот секогаш е план за трошење и во него секогаш капиталните инвестиции се големи и тоа изгледа дека е развојно. Но кога ќе дојдеме до крајот на годината, реализацијата е проблематична. Е многу помала. Тоа се покажало постојано низ годините. Се случува и ова година. Капиталните инвестиции за почеток во буџетот се најавуваат со многу големи цифри, за на крајот да видиме дека реализацијата е лоша. И затоа работата на оваа влада во изминативе години се е оценета како лоша, бидејќи има слаба реализација, нема резултат. А владата сака со овие напумпани цифри за капитални инвестиции да продава розова слика. Но реалноста секако е многу поинаква. Факт е дека секој досегашен буџет, па и овој за оваа година, за нареднава година, е пред се социјален и насочен на купување на мир и глас повеќе за изборите кои веќе се договорени. Ова е вакаот и се е исполитизирано. Секоја одлука на владата се носи врз основа на тоа како ќе се одрази на изборите. Се мисли на интересите на политиката, а не на иднината на државата. Затоа мора веднаш да се стави фокус не на ова што само се планира, туку за она што се реализира. Да го ставиме фокусот на завршната сметка, а не на планираниот буџет. Само да ве потсетам, почитувани колеги, дека кога носиме буџет, кога овде се предлага буџетот, да има од вашите редови излегувате и го презентирате буџетот. Но кога разговараме, кога на дневен ред е завршната сметка, односно реализацијата на тој буџет, вие воопшто не се јавувате за говор. И лани зборував, наместо кога се разговара за реализацијата на буџетот, за завршната сметка, да не растурите со тоа колку сте реализирале, вие молчите. Ниту еден од вас не се јавува на пленарна седница за говор кога се зборува за реализација на буџетот. За да видиме колку навистина се сработило и колкав е ефектот врз економскиот раст. Или не спомнавте колку е реалниот јавен долг спрема бруто домашниот производ. Па, почитувани колеги, за дупло го имате зголемено јавниот долг во време на вашето владење. Од 4,7 милиарди евра долг стасавте до 8,5, а ќе помине за брзо и 9 милиарди јавниот долг, што секако е неодржливо. Почитувана колешке, зборувајќи за буџетот, фалејќи дека е развоен и реален, спомнавте она што го цитираше и министерот за финансии, дека овој буџет е добар, е реален и развоен, бидејќи се почитувало
златното правило. Почитувана македонска јавност, за тоа што значи ова златно правило, значи дека во буџетот планираните капитални инвестиции да бидат повисоки од буџетскиот дефицит. И тоа е добро, но како што кажав, само на хартија, само декларативно. Почитувана колешке, за да знаете што зборувате и што значи златно правило, еве, ќе ви ги кажам податоците за неколку години наназад, дали се реализирало тоа златно правило. Во 2020 година капитални инвестиции 16 милиарди 115 милиони денари, буџетски дефицит 53 милиарди 867 милиони денари. 3,5 пати поголем буџетскиот дефицит отколку капиталните инвестиции. А и тогаш важело златното правило, сте најавиле повисоки капитални инвестиции. Одиме со ред 2021 година. Капитални инвестиции 23 милиарди 408 милиони денари, а буџетскиот дефицит дупло 38 милиарди 885 милиони денари. 2022 година капитални инвестиции 28 милиарди 638,7 милиони денари, а буџетски дефицит 35 милиарди 511 милиони денари. И јас сега ќе ве запрашам, што со вашето златно правило? А исто и годинава. До сега, заклучно со месец ноември, буџетскиот дефицит е поголем од капиталните инвестиции за 33 милиони евра. Ова се податоци изнесени од Министерството за финансии. Така е, заменик министер. Благодарам што потврдувате. Па сега, почитувана колешке, што со вашето златно правило и што со онај убаво завиткан производ, убава обланда? Златново правило, јас ќе ви го споредам со златно ланче што се продава на тезгите по пазарите во државата. Имате златно ланче кој ги лажат децата за 100 денари и при првиот допир со течност, со вода, тоа станува, тоа и што е, тенекија, рѓа. Тоа е вашиот буџет со златно правило. Напумпани капитални инвестиции, а реализација катастрофална. Околу капиталните инвестиции во изминативе години колку е реализирано, треба да се застрамите. Откако сте на власт, добивте започнати инфраструктурни, крупни, капитални проекти. Кичево Охрид го зборувате 7 години, бе не ви е срам, немате мрднато ни километар. Градско Прилеп, секој ден го возам. Едно метро нема пуштено, направено. Од 2019 година, откако се започна, претходно 2016, откако дојдовте на власт, немате мрднато ниту едно метро, ниту еден километар. Секој ден исто така го возам 4-5 години правецот Катланово-Петровец. Сега направен од едната страна, па сега се работи на другата страна. 5 години, 5 километри не ви се направени и вие се фалите со тоа. Клинички центар. Пенали плаќаме за тоа што го поништивте проектот за клинички центар во Скопје. Клинички центар Скопје. 7 години. Ниту проект немате. Клинички центар Штип. Започнат проект, се градеше во времето на ВМРО ДПМН, дојдовте, само се делат провизии, само се делат паушали, плати, не знам, надплати и се што на пратеници, на ревизори, на вакви надзори, се што. Клиничкиот центар ниту е на повидок дека ќе се изгради. Зборувате за активни мерки. Од каде ќе ги најдете парите, каде што целото економски експерти, стручната јавност
кажува дека ова се веќе предизборни мерки за подкуп на гласачи. Но мене ми е интересен податок дека поголем дел од парите за овие антикризни мерки ги обезбедувате преку солидарниот данок, за кој насила сакате да соберите уште 50 милиони евра од послушните плаќачи на данок во државата. Па еве тука е и заменик министерот и него ќе го прашам. Зошто ве, господине заменик министер, не ги обезбедите преку решавање на сивата економија? Па имате сива економија 40% од бруто домашниот производ. Највисока сива економија во целиот регион, вклучувајќи ги тука и Албанија, и Косово, и Босна и Херцеговина, кои не се ни држави. Па Косово и Босна и Херцеговина не се ни признаени, Босна и Херцеговина е федерација на држави, таму знаете што е. Ако се споредуваме со такви, а и со нив сме последни, тогаш ова е крајот. Затоа ја имаме оваа сиромаштија. Зошто дозволувате стимулирање на сивата економија? Сивата економија во 2020 година била на ниво од 20,3%. Во моментов, 2023 година, на крајот, е некаде близу 40%. Знаете што значи сива економија? Тоа доаѓа, знаете зошто? Затоа што владата генерира, продуцира криминал и корупција. Со овај буџет се стимулираат непродуктивните трошења и се форсираат понатаму скапите заеми. Државата е до толку задолжена што веќе не може да обезбеди ефтини кредити, нема од каде повеќе да се задолжува, па затоа влезе во задолжување од граѓаните со откуп на средства, односно продажба на оние граѓански обврзници. Тоа е вака попластично да ја објаснам на македонската јавност. Некој граѓанин, кога веќе се презадолжил по банки, не е ликвиден, нема од каде да земи кредит, почнува да оди по пријатели, по роднини и на крајот завршува по лихвари. Тоа сега го прави македонската држава, односно го прави владата на Република Македонија. Тука се спомнуваат и субвенциите кои ќе се исплаќале авансно. Разните субвенции во земјоделството или поттикнувањето на инвестиции може многу позитивно да влијаат на економскиот раст, но ако се добро насочени и имплементирани. Запрашајте се вие како се насочени спрема податокот кој сега ќе ви го дадам, дека годинава тутунопроизводството во Република Македонија, односно приходите кои ќе ги добијаме, се на ниво од 13 до 14 милиони килограми. А до пред некоја година беа на ниво од 26, 27 и во 2013 година рекордно ниво 33 милиони килограми тутуно производство. Вие, почитувана колешки и почитуван заменик министер, го користам и вашето присуство, ви се обраќам, знаете што значи поттикнување преку субвенционирање на зголемено производство. За какво зголемено производство зборуваме во тутуно производството, важна земјоделска и економска гранка, кога ви кажувам податок, само за 2 години е дупло намалено производството. И тоа не е намалено производството поради некоја, да речам, непогода временска или слично. Намалено е производството затоа што немаат поддршка тутуно производителите од владата. Затоа што земјоделецот го допре дното. Во буџетот се предвидени и средства за каматни плаќања. Овие средства се еднакви на вкупните социјални надоместоци што ќе се исплатат или 50% од вкупните трансфери од единиците за локална самоуправа на општините. Поинаку кажано, да не постоеле каматите, ќе сме биле во можност да ги зголемиме социјалните надоместоци за 100% или пак трансферите
до единиците за локална самоуправа за 50%. Така да, уште еднаш ќе кажам, убаво прочитано, коректно презентирано, но суштината е во реализацијата. А реализацијата на овој буџет не може да биде со ова влада никаков, освен катастрофален. Реализацијата и досега на претходниот буџет е катастрофална. Затоа, почитувани граѓани, среќа е што ова неспособна, корумпирана и криминална влада е ова последен буџет кој го проектира и кој го донесува и за среќа нема да учествува во реализацијата на овој буџет. Ке потроши многу пари на подкуп предизборен, но тоа граѓаните ќе видите, ќе знаат да си го ценат, бидејќи она што го правите со антикризните мерки, што ќе му дадите по 1000-1500 денари на пензионерите кои со месеци протестираат, а вашата министерка и премиерот не сакаат ни да ги примат, ги бркаат како кучиња од предвладата, нема да ви го заборават. Нема да ви заборават дека ги оставивте со најниски примања, со 12-11 илјади денари пензии во оваа скапотија. Донесувавте некои несватливи, нелогични мерки, замрзнувавте цени, а истовремено го покачувавте ДДВ-то на храната, на хранливите производи. Храната само во оваа година се поскапи цената за 40%. И да ви бидат благодарни што ќе ги подкупите, што ќе му фрлите вака пред избори трошки, па дојдете гласајте за 1000-1500 денари, тоа граѓаните на Република Македонија нема да ви го дозволат. Благодарам.